Во домот за стари лица Сјурајдер во Битола денеска беа врачени нови 10 вработувања. Овие вработувања се дел од проект кој во општина Битола се спроведува веќе трета година. Овозможува вработување на определено време на лица од социјално ранливи категории. Вработените лица ќе бидат дел од домот за стари лица, како и основното училиште Ѓорги Сугарев. 7 од лицата ќе работат овде во Сјурајдер и 3 од новопримените ќе работат во основното училиште Ѓорги Сугарев. Значи овој проект поделен на два дела. Едниот е би рекол како здравствена помош на луѓето кои што се наоѓаат во старскиот дом и другиот дел е медијација, односно образование за дечињата роми во основното училиште Ѓорги Сугарев. Мислам дека ова е многу значајно и на овој начин ќе продолжиме понатаму да се работуваме. Доколку овој проект го завршиме онака како што планираме, како и претходните два проекти, јас сум убеден дека и следниот пат кој ќе аплицираме, ќе добиеме доволна бројка да можеме да помогнеме на уште поголем број наши сограѓани кои што се од посебните групи. Овие 10 вработени ќе работат 20 часа неделно за финансиски надоместок од 6200 денари, а покрај во домот за стари лица ќе помогнат и во интеграција на децата роми во образовниот процес. Овие проекти што во подолго време ги имаме заедно со општина Битола и со другите сегменти вклучени во проектите се добродојдени за старскиот дом Сјурајдер од Битола. Имено помошта која се пружа на старите луѓе е навистина добредојдена во секој сегмент, дали тоа е во однос на помошта во здравството, во одржувањето на хигиената и слично, навистина секоја подадена рака е добредојдена и ние и понатаму ќе се трудиме овие проекти да ги поддржуваме со цел за добробит на нашите корисници. Покрај домот за стари лица Сјурајдер и основното училиште Ѓорги Сугарев, во овој проект учествуваат општина Битола, UNDP и Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал.